Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. Во време на пандемија и жолта фаза веќе петти ден дел од жителите од тетовската населба Стамбена немаат капка вода. Тропските горештини удар врз здравјето. Медицинарите препорачуваат да не се престојува долго време на сонце и да се носат очила и капа. Скратени часови, маски и дезинфекција. Протокол за новата учебна година. Во време на пандемија и жолта фаза веќе петти ден дел од жителите на тетовската населба Стамбена немаат капка вода. Велат дека проблемот е долгогодишен. Чешмите им секнуваат, особено во летниот период. Ова е вообичаена слика во летниот период од годината во домовите на жителите од тетовската населба Стамбена, кои живеат во овие бараки. Вода за пиење купуваат, а хигиената ја одржуваат со претходно обезбедени резерви во шишиња и буриња. Но во време на пандемија и големи горештини таа вода не е доволна, велат жителите. Да се седи без вода у време на пандемија, у пеколни времења, значи, не знам, тоа е страшна работа, нешто болно нешто. Тие велат дека се дискриминирани. Во околните згради и куќи има доволно вода каде дури се наводнуваат и тревниците, а нивните чешми се суви. Требава цел ден тече, значи низ улица вода, си тече нормално. Си мијат со метли, си ги мета песокот го чистат, а ние ти да го гледаш некој комшијата до тебе со црево како мијат и вода, не можеш да се напиеш. Но проблемот со вода не е присутен само во овој дел од градот. Рестрикции во водоснабдувањето има и низ повеќе тетовски населби. Моментално не. Сега на оба вручина нема. Ама ние у зграда имаме цистерна и затоа имаме вода. Па ќе да понеме шишењата од која има и тачи. Од јавното комунално предпријатие Тетово вела дека во градот вода има доволно, околу 400 литри во секунда, но таа се троши енормно поради топлото време, но и нерационалното користење. Затоа има и недостиг во одредени делови од градот. Апелираат граѓаните да не ги наводнуваат тревниците и бавчите, во денови кога нивните сограѓани немаат капка вода. Протести контра протест за извор со вода на Шарпланина. Откако веќе втор ден жителите од Синичане протестираа затоа што полицијата не им дозволува да градат водоснабдителен систем кај изворот Буновце. Денеска мештаните од соседното село Урвич со контра протест излегоа да го бранат овој извор кој според нив треба да биде наменет за нивното село. Мештаните од Дурвич бараат заштита од државните институции за нивната безбедност, како и да остане изворот Буновец за водоснабдување на нивното село. Тие денеска излегоа на контрапротест, откако веќе втор ден градоначалникот на Боговиње Албон Џемили и жителите од село Синичане протестираа затоа што полицијата не дозволува да се гради водоснабдителен систем кој ќе биде поврзан со изворот Буновец за село Синичане. Изворот кај што е таму, изворот нема врска со Урвич. Водата, ве молам, водата изворот од таму тече во Боговинска река, од Боговинска река оди за Маврово. Зашто, господин градоначалниче, а не можеше да најдеш за сходно да дојдеш до место население на Урвич? Ние сме луѓе, чалбари гурлечи, ќе те примаме, ти гарантираме 100% безбедност. Ние имаме емоции, чекај се разбори. Значи, би нашли као еден ластик ова. Вие тегнете, ние тегнеме, Синича не мора вода да има. Неминовно. Вода е живот. Албан, замерката твоја беше, дали овдека промаши дипломатија по мује, дали инајато беше посреди, не знам, да не завадите со комшија со Синичане. Не сме ми против Синичане, ни против тебе, ни против Боговињи, ни против све комшија. Политикава нешто не е јасна. Веќе неколку дена полицајци се на самото место и не дозволуваат конфликт меѓу мештаните од двете села, откако општина Боговиње имаше намера да започне со градба на водоснабдителниот систем. Портпаролот на МВР Тони Ангелковски денеска истакна дека полицијата е таму поради оперативни сознанија и со намера да не дозволи нарушување на јавниот трети мир. Потенцираме дека присуството на полициските службеници на местото каде што се почнати активностите за работа е во функција на обезбедување на јавниот трети мир. Наша задача е да бидат преземени сите законски мерки
со цел да се спречи било каква нарушување на јавниот ред и мир. За да не дојде до несакани настани поврзани со ова случување. Инаку учителите на Синичане заедно со граначалникот Джемили ноктае поминаа ке местноста Буновец. Граѓаните периодов, освен за заштита од коронавирусот, мора да мислат и на намалување на ризиците од топлото време. Тропските горештини се удар врз здравјето. Медицинарите препорачуваат да не се престојува долго време на сонце и да се носат очила и капа. Особена внимателност треба да се обрне на храната, вели доктор Берун Мустафа од Гостиварскиот центар за јавно здравје. Македонија се наоѓа во топлотен бран, деновиве владеат тропски горештини, а максималните температури во делови од земјава се искачуваат и до 40 степен. Екстремно жешкото време носи опасности по здравјето на луѓето, особено на удар се ризичните групи, постарите лица и хронично болните. Граѓаните периодов, освен на заштита од коронавирусот, мора да мислат и на намалување на ризиците од жештините. Медицинарите препорачуваат колку што е можно да се скрати времето на директно изложување на сонце, да се носат очила и капа и да се пијат повеќе течности. Особена внимателност треба да се обрне на храната, вели доктор Берун Мустафа од Гостиварскиот центар за јавно здравје. Нашите препораки препорачуваме овој период за време на горештините да се конзумира свежа храна, значи храната да не се остава за други денови, да се користи исто така храна која е добро измиена, нашто што се однесува на овошето и на зеленчето, добро да се измијат, да се користи доволно течности на вода за да се спречи дехидратацијата на организмот. Барем додека трае топлотниот бран, граѓаните треба да бидат подисциплинирани и поодговорни за своето здравје, велат лекарите, да избегнуваат одредени прехранбени продукти кои се лесно расипливи и може да предизвикаат труење. Треба да се избегнуваат намирници кои можат лесно да се расипуваат, како што се намирници од јајца, потоа мајонези, потоа салами, тие не би препорачале да се користат во летните периоди, пошто може да бидат извор на зараза, извор на размножување на бактерии и на тој начин да дојде до проблеми со здравјето кај луѓето. На жешкото сонце страда и кожата. Високото УВ зрачење има големо штетно влијание. Поради тоа лекарите препорачуваат редовно нанесување на креми со заштитен фактор и тоа најмалку 20 минути пред изложување на сонце. Министерството за здравство денес соопшти дека Комисијата за следење на ефектите од високите температури ја следи состојбата и по потреба ќе предлага мерки и активности за минимизирање на евентуални штетни ефекти од топлото време. Во Тетово забрането продавање курбан, Скопскиот сточен пазар пак преполн. Продавањето курбан за Бајрам годинава во Тетово за прв пат е забрането. Иако општината одобри локација, поради пандемијата со коронавирусот, инспекцијските служби сепак не дозволиле сточарите да продаваат. Годинава нема да имаат профит не само поради забраната за продажба, туку и поради отсуството на иселениците, кои вообичаено биле најчести купци. Овде позади мене е местото кое последниве години служеше како импровизиран сточен пазар за Курбан Бајрам. Годинава остана празно. За разлика од Тетово пак, сточниот пазар во Скопје беше препон. Сточарите се жалат дека секоја година продажбата оди послабо, оти народот немал пари, но не беа расположени да зборуваат пред камера. Инаку принесувањето жртва или курбан е еден од главните обичаи за празникот и значи приближување кон Бога. Утре наутро за утринската молитва, џамиите се очекува да бидат преполни со верници. Исламската верска заедница и за овој празник упати апел за почитување на мерките и протоколите за заштита од вирусот, кои за подсетување баш и не се почитуваа за Рамазан Бајрам. Џамиите тогаш беа преполни, маски не носеа сите, физичката дистанца пак беше невозможно да се одржува. Токму ваквите големи собири, надлежните ги посочуваат како главен ризик за ширење на вирусот.
Во храмот Свети Атанаси во село Джепчиште се одбележа годишнина од поставување на камен темелникот при возобновувањето на црквата. Со вечерна богослужба во досвети режење на кумските колачи се одбележа годишнината од поставувањето и осветувањето на камен темелникот за возобновување на храмот Свети Атанаси во село Джепчиште. Верниците, почитувајќи ги мерките за заштита, запалија свеќи за здравје, а на некои од нив им се падна паричката од осветените колачи. Секоја година доаѓам тука е и черка ми. Пресреќна сум што ми падна паричето, пожелувам на свите среќа, радост, здравје и поќе не можем што да кажем, сум возбудена. Многу сум среќна што ми падна оваа година паричето и посакувам на свите здравје најпрво. Ја 2 пута сум бил кум, ова е 3 пат спаќата имало народ појќе, ама се денеска таче да годината е, због болеста оваа корона, помало луѓе дојде, па добро дојдеш. Се надам од други години ќе биде. Богослужбата во досветот и режењето на кумските колачи ги изврши протоиерей Љубиша Блажевски. На годишнината се определија и кумовите за идната година. Наставата од септември ќе се одвива со физичко присуство на децата во училиштата, но со одреден протокол за заштита. Часовите ќе бидат скратени на 20 минути. Од ресорното министерство велат дека безбедноста на децата ќе биде загарантирана. Со маски, редовна дезинфекција на рацете и со часови кои ќе траат по 20 минути. Вака ќе се одвива наставата на новата учебна година од септември. Ако една паралелка има поголем број ученици, тогаш ќе биде поделена во 2 групи, а наставата ќе ја држи истата наставничка. Ова е еден од начините на кои ќе се реализира учебната година од септември, информираат од Министерството за образование и наука. Ако во некој оделение има деца со хронични болести, тогаш тие наставата ќе ја следат онлайн. За реализација нова идеја се разгледуваат можностите. Другиот модел е комбиниран. Тоа значи дека во случај училиштата да немаат доволно простор, оделенијата ќе се поделат во 2 групи. Ги убедувам јавноста и родителите особено дека нивните деца ќе бидат многу побезбедни под надзор и заштита од наставниците и другите вработени во училиштата, каде што ќе мора да ги почитуваат мерките за безбедност, отколку сега во летниот период кога се движат слободно без маски на улица со своите другарчиња во паркови, во дискотеки. Од Министерството информираа дека се работело и на концепт за далечинско учење, односно одржување на настава, но сите биле едногласни дека ништо не може да ја замени наставата со физичко присуство на учениците и наставниците. Утре е последен ден за пријавување на земјоделски субвенции. Надлежните апелираат земјоделците да го запазат рокот, а доколку им е потребна помош при аплицирањето да се обратат во подрачните единици за Министерството за земјоделие. Утре на полнок завршува рокот за поднесување на барања за субвенции за земјоделците. Со програмата за директни плаќања во земјоделието и сточарството офатени се производителите на полјоделски и градинарски култури, лозови и овошни насади, одгледувачи на говеда, овци, кози, пчели, свињи, а субвенции се предвидени и за заклани животни во кланица. Од подрачната единица на Министерството за земјоделие во Гостивар преку кризниот штаб во кој членуваат, упатија апел земјоделците да го запазат рокот. Доколку пак им е потребна помош околу аплицирањето, кое се врши по електронски пат, да се обратат во нивната служба. Значи продолжува до 31 јули, продолжува да важи рокот за аплицирање за субвенции за земјоделци. Сите тие земјоделци кои не можат лично да дојдат до подрачното Министерство за земјоделие, може да се обратат по електронски пат за да вработените во подрачното Министерство за земјоделие да аплицираат со нивните податоци. Според податоците од Министерството за земјоделство, досега за субвенција аплицирале 60.350 земјоделци од целата земја. Надлежните очекуваат бројката да се зголеми со оглед дека дел од граѓаните имаат навика да го чекаат последниот ден. Од Министерството нагласуваат дека е важно да се испочитуваат роковите, за да може да се продолжи постапката за обработка на решенијата за исплата на субвенциите. Во сабота пак на 1 август завршува рокот за пријавување за користење на средствата од ИПАР 2 програмата.
Оваа мерка е наменета за инвестиции во растително и сточарско производство, преработка и директен маркетинг на сопственото земјоделско производство и за производство на енергија од обновливи извори за сопствена потрошувачка. Утре се одбележуваат 19 години од загинувањето на полицаецот Цоки Стојановски. Во негова чест ќе се положи свежо цвеќе на неговото вечно почивалиште, како и пред спомен бистата во кругот на полициската станица за безбедност на патниот сообраќај во Тетово. Во рамки на одбележувањето на 19 годишнината од загинувањето на полицаецот и македонски патриот Цоки Стојановски, утре во петок на 31 јули ќе се организираат повеќе меморијални активности. Во 8 часот ќе се положи свежо цвеќе на вечното почивалиште на Цоки Стојановски на градските гробишта во Тетово и ќе му биде оддадена почит и искрена благодарност за неговото херојство. Во 9 часот ќе се положи свежо цвеќе и пред спомен бистата на Цоки во кругот на полициската станица за безбедност на патниот сообраќај во Тетово, а годинава заради епидемијата со COVID-19 нема да се одржи турнир во мал фудбал. Полицаецот Цоки Стојановски загина во 2001 година како 28 годишник, бранејќи го суверенитетот и територијалниот интегритет на Република Македонија. Ноќта на 1 август 2001 година одговори на својот последен предизвик за одбраната на неговиот роден град Тетово. Истрел од куршум го усмрти Стојановски, кој на пунктот лоциран пред поранешните простории на Радио Тетово беше на должност командир на реонот од наплатната рампа кон Гостивар до станицата за безбедност на патниот сообраќај. Полицаецот Цоки Стојановски беше познат како човек целосно посветен на службата и на должностите кои ги извршуваше секогаш со иста совесност. Стојановски беше сопруг и татко на 2 ќерки. Следуваат деталите од полицискиот билтен на секторот за внатрешни работи Тетово. Ноќеска во 2 часот и 15 минути од страна на полициски службеници од полициското оделение Групчин на регионалниот пат Тетово Скопје, поточно на влезот од село Желино, затекнале 36 годишник од Република Албанија, за кој при контрола е констатирано дека престојува во нашата земја без пријавен престој. Истиот е приведен и задржан во полициската станица Тетово за понатамошна постапка. Вчера во полициската станица Гостивар било пријавено дека во 18 часот и 25 минути на улица Илинденска пред бензинска пумпа во Гостивар се случила сообраќајна незгода помеѓу патничко возило со гостиварски регистарски ознаки, управувано од 35 годишник од Гостивар, и мотоцикл со гостиварски регистарски ознаки, управувано од 28 годишник исто така од Гостивар. По незгодата, на местото пристигнал таткото на 28 годишникот и физички го нападнал 35 годишникот, а 28 годишниот гостиварец бил пренесен во медицинскиот центар Гостивар за укажување на лекарска помош. Увид на лице место извршила екипа од Оделението за внатрешни работи Гостивар. Се преземаат мерки за целосно расчистување и документирање на случајот.
Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието и останете со програмата на Кисиме Нада. Пријатно!